Илјадници грла во 35 градови во неделата ја отпеа песната Бог е вечен во пресрет на најголемиот православен христијански празник Божик, кога се празнува Христовото раѓање. Бадникови поврки одржи манифестација на која настапија познати македонски музички ѕвезди, а беше изведена и божикната представа Најдобриот подарок за Божик од Снежана Коневски Руси и Дејан Лилич. Во пресрет на најголемиот христијански празник разговаравме со Лилич за традицијата од неговото детство, но и традицијата во неговото семејство. Здраво, Дејан, пред се срекни празници, честит Бадник, честит Божик, како се чувствувате денеска на овој убав ден? Убаво, прекрасно. И снег ни заврна, берикет, имавме прекрасна програма, многу деца на улиците, Божично, Бадниково, преубаво. Како вие ги празнувате празниците Божик Бадник во вашето семејство? Баш како што спомна во нашето семејство. Јас сум со две мали дечиња, 4,5 и 2,5 години, кај нас е секогаш весело, секогаш е журка, се забавуваме. Тие се пресрекни за секоја новина што им подготвуваме со сопругата. И онак, баш е весело, баш е прекрасно. Сега едва чекам да свидам дома да си ги гушнам и да се забавуваме пак. Која традиција можеби од дете вие ми ја пренесувате сега на вашите деца и ја негувате? Па интересно е што традициите се менуваат. Значи јас кога сум бил дете имало едни традиции, нешто не се повторувало или нешто не се правело. Сега пак од друга страна се возобновуваат некои традиции, така да не е дека константно тераме со една традиција, но ги учам секогаш што можат они нели да разберат сега на овие години, но секогаш се нешто такво им е интересно. Традициите кај нас, како што знаеш и ти веројатно, дека нешто пред 20 години не постоело, па сега се возобновува. Интересно е, им покажуваме се што можат да научат и мислам дека онака баш се воодушевени од различните работи. Забавно е, во секој случај е забавно. Дали можеби беа на Коледа денеска? Беа, они беа нестрпливи, не само што беа на Коледа, но станува рано со бајле и да бидат на Коледи и да ги дочекуваат коледарите, па они се. Мислам забавно е. Весело е. Кога е бадниковата трпеза во прашање, лепчото со паричка, кога последен пат ти се падна паричката? Знаеш дека не се сеќавам, можеби пред неколку години. Но не жалам за тоа што во последните години ми се паѓа или во куќата, или на децата, или кај Бога, така да тоа за мене е исто како да ми се паднала и мене. Како родител, знаете ли да им ја наместите паричката и како ја местите сега со две деца дома? Ќе видиме денес, ќе пробаме, ама изгледа ќе мора две парички да има, да нема карање. Види, сеедно, битно е да човек чист во срцето, да има љубов во душата, да има чиста мисла, дали ќе се падне паричката кај тебе или не, без разлика. Ако си ја тераш годината така како што треба човечки, Бог ќе те погали. Кога зборуваме за Коледа, дали можеби ги пеат вашите деца овие Вечниот Бог и новата песна која што е христијанска и традиционална за овој период? Се уште се малечки, уште не ги ни разбираат веројатно и зборовите, но постарата да, се обидува, почнува и ќе видиме. Ние нема да ги лишиме од тоа да ги учат и овие песни и било кои други, нека учат песни на различни јазици, тоа е само едно големо богатство.